Ке треба ли секоја државна институција да вработува по пресметката на министерот за информатичко општество? Дали и од кога секоја државна институција ќе мора да има бројка од 31,5% наместо досегашната околу 20% рамковно вработени? Одговор на овие прашања на Алфа нема ниту од Илинданска, ниту од Министерството на Адмир Малити. Новиот балансер, која е творба на министерот Алити, ги пресметува процентите на резидентното и нерезидентно население според пописот, а на тој избир министерот си додал уште 2% од оние 7% административно попишани според статистика. Ако се соберат бројките од резидентното население во Македонија и само попишаните македонски државјани во странство, 54,21% се македонци, 29,52% се албанци, 3,98% се турци, 2,34% се роми, 1,18% се срби, 0,87% се бошњаци и 0,44% се власи. Ваквата пресметка е спротивна на Законот за вработените во јавниот сектор, според кој распределбата на бројот на новите вработувања по припадност на заедница се прави според податоците од последниот попис на населението на територијата на Македонија. Во институциите на јавниот сектор кои се основани од страна на централната власт, а кои дејноста односно надлежности ја вршат на централно ниво и или преку подрачните единици или други организацијски единици на локално ниво, како основ за распределба на бројот на планираните нови вработувања по принципот на заедница, се земаат податоците од последно спроведениот попис на населението на Македонија за територијата на цела Македонија. Адмир Малити е министер од јануари годинава, кога неговата партија Алтернатива влезе во владеачката коалиција.